Хеман Бекеле вели дека од секогаш бил страствен за решавање проблеми. Таа љубопитност му ја донесе на американскиот тинејџер, роден во Етиопија, главната награда од $25,000 на овогодинешниот 3M предизвик за млади научници, надпревар за ученици од САД, запишани од 5 до 8 одделение. Хеман направил сапун кој може да се бори со еден вид рак на кожата познат како меланом. Од секогаш сум бил страсен за пронаоѓање решенија кои не се само навистина одлични од научна перспектива, туку и се достапни за што е можно повеќе луѓе и за болести како што е ракот на кожата, каде што веќе постојат лекови на терен, но единственото прашање е што тие лекови не се достапни за секого. Сапунот на Хеман се уште се тестира за неговата ефикасност, но делува со активирање на специјални клетки, наречени дендритични клетки, кои му помагаат на телото да се бори против ракот на кожата. Се обидов да дојдам до решение кое не само што беше одлично од научна перспектива, кое може да функционира, туку истовремено беше и прифатливо и достапно. Родителите на Хеман велат дека не сватиле колку е важен неговиот проект, се додека нивниот син не влегол во потесниот избор меѓу првите 10 надпреварувачи. Неговиот татко, Вондвосуен Бекеле, вели дека не можеле да ја задржат возбудата. When he become a top 10, I was really, we were so satisfied. Кога тој стана топ 10 бевме презадоволни, а потоа кога тој стана прв бевме уште повеќе задоволни и среќни со неговите достигнувања и се уште сме многу среќни за него. Неговата мајка Мулуембет Гетачу вели дека тој од секогаш бил љубопитен како дете. Хеман сака да создава. Од дете сакаше да истражува работи. Понекогаш повеќе сакаше да се игра со работи што ги создал наместо со играчки. Тој беше социјален, сакаше да разговара и да се игра со други деца. Сака да чита, но и да слуша. Тој е добар слушател. Хеман вели дека неговиот сапун за лекување на рак на кожа сепак мора да добие одобрение од Управата за храна и лекови на САД. Кога ќе се случи тоа, тој се надева дека може да им биде достапен на луѓето во заедниците кои се недоволно обслужени и со ниски приходи. Се разбира, има уште многу работа за да се дојде до таа цел, но се надевам дека, како што реков, до 2028 година ќе се претвори во непрофитна организација. Оттаму ќе треба да видиме каде ќе заврши. Агенцијата за рак на Светската здравствена организација проценува дека речиси 325.000 нови случаи на меланом биле диагностицирани ширум светот во 2020 година. Хеман вели дека се што сака да направи е да им го олесни животот на луѓето.